Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Сметките за парно затоплување од идниот месец ќе бидат намалени на БЕК за 4,35%. Граѓаните и компаниите користат сепак ефтини енергенси, струја, нафта, парно затоплување во споредба со земјите од регионов, иако европските цени се далеку повисоки. По Србија и Косово нашава држава има најниска цена на електрична енергија. Државава изминативе децении со цел да го сочува и контролира социјалниот мир и стабилност, цените ги држи ниско со цел да не се предизвикаат социјални потреси. Водата за пиење се уште ја имаме во доволни количини и со ниска цена. Регулаторната комисија за енергетика регулира, контролира и мониторира бизнис од преку 2,5 милијарди евра на годишно ниво. Овие назнаки, почитувани слушатели, се повод за разговор да го поканиме првиот човек на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги, Марко Бислимовски. Сметките за парно затоплување од идниот месец ќе бидат намалени на БЕК за 4,35%. Сите три компании бараа зголемување на цената на топлинската енергија. БЕК бараше зголемување од 1,82%, СМ енергетика побара зголемување од 64,79%, а Скопје Север побара зголемување на крајната цена за 15,54%. Имено ова го кажа председателот Бислимовски на една средба со новинарите, но денеска ситуацијата е друга. Господине Бислимовски, ве молам за нашите слушатели, образложете ја подетелно денешната одлука за цената за парното затоплување. Најнапред благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Значи, со денешната одлука, Регулаторната комисија за енергетика ја намали цената за топлинска енергија за потрошувачите приклучени на системот на БЕК за 4,35%. Тоа се значи вкупно околу 56.000 потрошувачи или 93% од сите потрошувачи приклучени на организиран систем за грејење. Понатака на СМ енергетика ја намаливме цената за топлинска енергија за 0,57% и таму има околу 3800 потрошувачи, и за потрошувачите приклучени на мрежата на Скопје Север цената е намалена за 1,25%, тоа е некаде за околу 500 потрошувачи. Значи, со оваа одлука се покажа исправни политиките кои што ги води Регулаторната комисија за енергетика, имајќи во предвид дека цената за топлинска енергија која што ја испорачува ТЕТО е за 15% пониска од цените кои што ги имаат постоечките топлани во градот Скопје. Значи, правиме притисок врз компанијата БЕК што е можно повеќе да купува од когенеративната постројка ТЕТО, бидејќи таа цена на топлинска енергија, како што кажав, е 15% пониска, и се обидуваме на тој начин да ги пратиме трендовите во Европа и во светот, каде што когенеративните постројки се повеќе и повеќе ги снабдуваат потрошувачите со топлинска енергија. Председателе, да бидам искрен, ние граѓаните очекувавме зголемување на цената за парното грејење, меѓутоа еве испадна нешто сосема друго. Навистина тоа зборува за една квалитетна работа на Комисијата за енергетика и раководењето, нели, и спроведувањето на методологиите. Така е, значи нашата методологија и за топлинска енергија, и за електрична енергија, и за природен газ е целосно согласена со европското законодавство. И од тие причини овие наши методологии се методологии кои што ги поттикнуваат компаниите да си ги намалуваат своите трошоци, и конечно сега со оваа одлука тоа дојде до израз, бидејќи трошоците кои што се неоправдани, Регулаторната комисија за енергетика не ги зема во предвид. Исто така, она што е многу битно е што имаме сериозен тренд на намалување на загубите на топлинска енергија во мрежата на БЕК, и тие изнесувале во 2016 13,85%, сега во 2020 се 11,18%, што не е мало намалување, тоа е повеќе од 2,5%, и сето тоа намалување е придобивка за
потрошувачите и она што радува фактот е дека веќе трета година поред ние намалуваме цената на топлинска енергија и се повеќе и повеќе потрошувачи се враќаат назад на овој систем, што е многу битно. И е најефтин во однос на дрвото. Апсолутно, значи историски гледано, сега имаме најниска цена за топлинска енергија од кога определува регулаторната комисија за енергетика цени, што е битно, и исто така некаде просечен стан од околу 55-60 квадрати на годишно ниво би плаќал околу 19.900 денари за затоплување во текот на една грејна сезона, и сметам дека тоа е најевтин начин на грејење кое што може да им се понуди на граѓаните, исто така и комоцијата која што ја добиваат граѓаните од овој тип на грејење е далеку најдобра, имајќи во предвид дека имаат постојано грејење во почнувајќи од 6-7 часот па до 22 часот. Имам впечаток дека вие сте им се трн во око на големите енергетски компании кои се занимаваат со дистрибуција на топлинска енергија, како едноставно сега ќе виде понатамошниот тек, ќе добивате многу критики, па кој сте вие, па тоа им се намалува профитот и така натаму. Значи ние во нашите одлуки сме сигурни. Во изминатите години неколку пати нашите одлуки беа обжалувани од страна на компаниите, но и пред управниот суд и пред вишиот управен суд нашите одлуки беа потврдувани. Така да ние и со овие одлуки им обезбедуваме профит на компаниите, но тоа треба да биде и во интерес и на компаниите, се разбира, но и на потрошувачите, и само овие политики кои што ги водиме доведува да имаме 2000 нови потрошувачи на топлинска енергија кои што се приклучени во 2020. Бидејќи ние во 2019 цената за приклучокот ја намаливме од 3200 денари на 2000 денари, значи даваме сериозен сигнал и до инвеститорите кога градат да се приклучуваат на организираниот систем за парно грејење, бидејќи тоа е најефикасен, исто така еколошки е најприфатлив, бидејќи сите топлани во градот Скопје го користат природниот газ. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Почитувани слушатели, вие сте на брановите на Македонското радио, Радио Скопје. Наш гостин е председателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги Марко Бислимовски. Минатата година цената на електричната енергија се зголеми за 7,4%, неодамна исто така се зголеми, но со намалувањето на данокот на додадена вредност од 18 на 5%, зголемувањето е незначително и граѓаните може да здивнат до наредната година. Факт е дека со либерализацијата на електричната енергија, компаниите добиваат и за 30% поевтина струја. Трета година поред, Регулаторната комисија за енергетика не ја регулира цената на електричната енергија произведена во ЕСМ согласно Законот за енергетика, односно во крајната цена на определување на електричната енергија има надлежност за ревидирање на трошоците за 38%. Господине председателе, дефинитивно наредните години ќе имаме вистинска пазарна вредност на струјата, односно повисока цена. Регулаторната комисија за енергетика, како што кажавте и вие, може да влие само на цената за пренос и за дистрибуција на електрична енергија, а во делот на набавката немаме повеќе никакви ингеренции. Едноставно тоа, тие цени кои што ќе се обезбедат на тендерот кој што го распишува Ева на Холм, без разлика дали се од ЕСМ или од УВОС, ние само ги рефлектираме во нашите одлуки. Ние со оваа последна одлука за цената на електричната енергија, делот каде што можеме да влијаеме, тоа е преносот и дистрибуцијата на електрична енергија, речиси останаа непроменети, се идентични како претходно. За жал, во 2020 година, односно во 2021 година, трошоците за набавка на електрична енергија, пред се во делот на увозот на електрична енергија, беа зголемени за 40%, имајќи во предвид дека ЕСМ обезбедуваше само 70%, што му и законско обврска, останатите 30% се обезбедија на тендери, тоа во најголем дел е увезена електрична енергија. Значи, во натамошниот период, пред се
ЕСМ како компанија треба да се стабилизира оваа година и да го зголеми своето производство на електрична енергија со цел да може во целост да ги задоволува потребите на домаќинствата на регулираниот пазар на електрична енергија и во овој дел, доколку немаме потреба од увоз на електрична енергија, цените на електрична енергија би биле нешто по-стабилни. Кога имаме увоз, се разбира дека тоа има сериозно влијание, бидејќи според оние податоци кои што ги имаме на најрелевантната берза во регионов, тоа е берзата Хупекс во Унгарија, во месец јули цените за електрична енергија беа околу 94 евра за мегават час, а во јануари, во февруари беа околу 50 евра. Значи имаме сериозен раст на цените на електрична енергија во регионот. Значи не и по тие причини ние како земја која што зависи од увоз, тоа се рефлектира и кај нас. Но верувам, како што кажав, дека ЕСМ, доколку се стабилизира, го зголеми своето производство, ќе ги обезбеди потребите на домаќинствата, исто така ќе има и можност многу повеќе да биде поактивен и на слободниот пазар на електрична енергија, како тоа што го прави Електропривреда Србија во Србија, ХЕП го прави во Хрватска, ЧЕЗ го прави во Чешка и така натаму. Значи, ЕЛЕМ мора, односно ЕСМ, мора да го стабилизира производството и да покаже посериозна активност на слободниот пазар на електрична енергија и верувам дека тоа во 2022 година ќе се случи. Инаку трендот на цените на електрична енергија за жал е таков. Цената расте, пред се расте и поради тоа што во голем број на земји од Европа термоелектраните се затвараат. А тие што работат имаат обврска да плаќаат и трошок за CO2 емисии и особено овој дел е драматичен. Овој трошок за CO2 емисии некаде во минатиот месец изнесуваше 52-3 евра за мегават час. Значи, без да произведе електраната ништо, има обврска да си плати 52 евра за мегават час. Замислете тоа, доколку би се случило кај нас, а ние натака се движиме кон него, може да се случи еден ден, а ќе се случи, и ЕСМ да плаќа за CO2 емисии. Така, нели, до 2030 година треба да згасне рек Битола. Впрочем, Македонија чинам преку 60% од вкупните потреби на електрична енергија ги обезбедува од рек Битола. Рек Битола работи на јаглен и тоа е најголем загадувач. Но рековме ајде да видиме понатаму што ќе се случува. Сега граѓаните здивна од повисоки цени, нели, за електрична енергија и за парно, цените се тука, еве за парното се намалија. Мислам дека ќе продолжиме разговорот и на друга тема. Во Регулаторна комисија за енергетика се размислува за проширување на листата на ранливи категории граѓани кои не можат да ги плаќаат сметките за струја и кои би биле опфатени, нели, со субвенции за така наречената енергетска сиромаштија. Например, нели, носителите на социјална помош, потоа најсиромашните пензионери и така натаму. Вие, впрочем, за ова се залагате веќе подолго време. Која би финиширала оваа постапка и еве што би можеле да очекуваат овие граѓани? Пред се, ние како Регулаторна комисија за енергетика, уште минатата година дадовме идеја и за намалување на ДДВ од 18 на 5%. Исто така, веќе речиси една година ја туркаме оваа идеја за зголемување на обемот на ранливите категории на потрошувачи и на тој начин ќе добијат помош токму тие категории на граѓани на кои што им треба. Во овој момент, соодветна субвенција од државата, некаде од 1000 денара, добиваат само домаќинствата кои што се приматели на социјална помош. Но сметаме дека има тука голем простор покрај овие приматели на социјална помош, соодветна субвенција од државата да добиваат и пензионерите кои што се пониски примања и останати категории на граѓани кои што имаат пониски примања. Значи, ние предлагаме и ќе обстоиме на тоа категориите на домаќинства, едно домаќинство кој што има приходи месечни, кои што се одговараат на потрошувачката кошница, некаде 33-4 илјади денари, да добиваат најголема помош.
Од каде, преку кое министерство, преку буџетот владата? тоа ќе оди преку буџетот на државата, преку Министерството за труд и социјална политика. Понатака, како ќе се зголемуваат приходите на домаќинството, таа субвенција соодветно да се намалува, бидејќи има и категории на граѓани кои што апсолутно немаат потреба од субвенција на државата и може да се покријат своите трошоци за електрична енергија. Сметам дека е тоа најправеден начин како да им помогнеме на оние кои што им треба помош. Но оние кои што не им треба помош, реално не ни треба да добиваат субвенција на државата и она што е добро, владата ја прифати оваа идеја на регулаторната комисија за енергетика и веќе со заклучок на влада се имаше соодветна информација на владата, е формирана работна група која што ќе работи на оваа проблематика и верувам дека брзо ќе излеземе со соодветни решенија и во комуникација сме и со електродистрибуција, пред се за да ги споиме податоците од броилата на домаќинствата со носителите на таа помош, бидејќи во имаме голем број на случаеви, тоа што анализиравме, 70% броилото не соодветствува со сопственикот на објектот, така да ќе има реално многу работа која што треба да се направи во наредниот период. Регулаторната комисија за енергетика отпочна постапка за одземање на лиценци на повеќе компании за трговија со нафтени деривати поради непоседување на оперативни резерви на мазут. Имено неправилностите ги утврди Државниот пазарен инспекторат. Господине Бислимовски, за кои компании станува збори и какви неправилности се воочени во нивната трговија со нафтени деривати? Значи, врз основа на известување од Државниот пазарен инспекторат, овие компании, а тоа се РКМ Дойл Скопје, Супертрейд, Пертинакс, Ли Ойл, не ги исполнија критериумите кои што се утврдени со правилникот за нивото и начинот на пресметка на оперативните резерви. И едноставно ние еднаш од која добивме таа информација, постапивме и им е даден рок, многу скратен рок, тоа е 90 дена, да си ги обезбедат оперативните резерви како што се предвидува со тој правилник и максималниот рок беше 6 месеци, ние апсолутно го преполовивме и доколку овие компании не го исполнат тој услов, ќе се изгубат лиценцата за трговија со нафта и нафтени деривати во наредниот период, бидејќи веќе направивме и проверки на други компании кои што имаат проблеми со сопственоста на резервоарите каде што ги чуваат своите нафтени деривати, доколку не ги поправат овие пропусти што ги имаат и против нив ќе започнеме постапка за одземање на лиценција. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Компанијата за гасификација Гама, после 2 децении судски спор помеѓу државата и МАК Петрол премина во државна собственост, односно е дел од Македонски енергетски ресурси, откако државата нели ги откупи акциите од МАК Петрол. Господине Бислимовски, иднината се гледа во обновливите извори на енергија и во природниот газ. Колку Гама ќе доближи гасот до фирмите и домаќинствата? Конечно, долгиот спор, судски спор кој што беше помеѓу државата и МАК Петрол, се разреши спогодбено и веќе при крај постапката, мислам дека до крајот на овој месец ќе заврши и официјално Гама ќе биде во 100% собственост на државата и понатака Гама ќе се заедно ќе се обединат со МЕР и тоа ќе биде еден преносен систем оператор. Значи тоа е преносен систем оператор кој што треба да ја развива преносната мрежа и да ги гради приклучувањата со соседните држави. Во овој момент и МЕР претходно работеше и веќе оваа преносна мрежа во собственост на МЕР е добро разгранета и е близу до Битола, исто така е близу до Калвадарци. Ја очекувам дека во наредната година дури и Фени ќе се приклучи на преносната мрежа за природен газ, што е од особено значење за намалувањето на загадувањето кое што го прави Фени, а исто така и за Фени е многу битно, бидејќи својот трошок за природен газ, својот трошок со природниот газ ќе си го намали, наместо да користи мазут. И она што е битно е тоа што конечно по многу години ќе изградиме нова
интерконекција со Грција и на тој начин и изворите на газ, повеќе дека ние во моментов исклучиво добиваме руски газ од Газпром и пред се заради ниската потрошувачка во државата и цената на природниот газ во нашата држава е највисока во регионот. Но овој начин кога ќе се приклучиме кон Грција ќе имаме пристап и до азербејџанскиот газ, кој што е од ТАП проектот, а исто така со инвестицијата на владата во Александрополис ќе можеме да имаме пристап и до друг газ и на тој начин реално во нашата држава ќе има и конкуренција помеѓу Газпром и други учесници на пазарот со природен газ и очекувам да има малце посериозно намалување на цената на природниот газ во нашата држава. И она што е многу битно е што овој гасовод понатака ќе се приклучи и кон Косово. Значи, од една црна дупка која што бевме, ние ќе станеме транзитна земја на природен газ. Така, нели во Атина неодамна се подпиша договорот за развој на интерконекција за пренос на природен газ помеѓу Грција и нашата држава. Нели изградбата на интерконекторот има и за цел да ги зајакне односите на нашата држава со Грција, но и со Европската унија, како и да ја олесни нели трговијата со природен газ помеѓу нив. Нели ова е голем бенефит, вие председателе пред малку кажавте дека и со ова навистина цената на гасот ќе падне, но и ќе имаме зголемена потрошувачка на газ. Регулаторната комисија за енергетика бара при издавање на одобрението за градба точно да се наведе како ќе се грее објектот што ќе се гради. Ова е практика преземена и од европските метрополи. Господине Бислимовски, има ли слух во Министерството за транспорт и врски? Она што радува е тоа што нашата иницијатива е прифатена од Министерството за транспорт и врски и во овој момент се работи на други измени на законот за градба, во која што меѓу другото ќе биде имплементиран и овој предлог на регулаторната комисија за енергетика. И тој предлог ние го дадовме од една едноставна причина. Ние сме енергетски сиромашна земја и увезуваме речиси се. Единствено како гориво до сега го имавме јаглянот, ни тоа се повеќе и повеќе го губиме и ќе го и понатака и најавите се дека ЕСМ во термоелектраните во Битола наместо јаглен ќе користи природен газ. Значи треба сите да се научиме да се однесуваме одговорно кон енергијата која што ја трошиме и од тие причини го предложивме ова. Значи, доколку има развиен систем за топлинска енергија, нема потреба и проаѓа до некоја зграда, нема потреба граѓаните да ги тераат да се греат на струја. Тоа е најскапо и едноставно инвеститорите без разлика колкав и да е приклучокот треба да се приклучат на системот за топлинска енергија. Бидејќи како што кажавме е најефикасен и е најевтин и еколошки е најприфатлив. Значи таму каде што може да се искористи тој ресурс што го имаме и понатака јасно е дека кај куќи ако користат топлинска енергија како кај зградите, трошокот за грејење би им бил далеку повисок. И во тој дел апсолутно со развојот на дистрибутивните мрежи за природен газ, кај куќите да имаат пристап до природниот газ, ја верувам дека сите овие процеси се при крај и дека во наредната година ќе биде година каде што конечно ќе започне развојот на дистрибутивната мрежа и во градот Скопје. И во овој дел особено сакам да потенцирам дека она што е битно е покрај инвеститорот кој што ќе гради дистрибутивната мрежа и кој ќе биде обврзан на некој начин да им помогне на граѓаните да се ги заменат своите уреди дома кои што би користеле природен газ, бидејќи и ако се греат со природен газ, треба да земат котле на газ, треба да постават радиатори, треба да купат шпоред, фрижидер, бољер може да работи на природен газ и сета таа опрема ќе чини 4-5 евра во зависност со што квалитета. И токму тука треба инвеститорот да помогне, тој што ќе работи дистрибутивната мрежа, но и тука јас гледам да се вклучат општините и да им даваат соодветни донации на оние домаќинства кои што ќе се приклучат на природниот газ. Инаку темата за приклучокот воопшто е небитна, бидејќи приклучокот може и да биде 0 денара, но тие 0 денари понатака преку цената ќе ги платат сите
граѓани и таа работа да ја расчистиме. Но она што треба да го направат општините е да дадат директна субвенција на домаќинствата кои што ги се приклучуваат на системот на дистрибутивниот систем за природен газ. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Начинот на кој се формираат методологиите за утврдување на цените на електричната енергија, природниот газ и топлинската енергија, како и цената на нафтените деривати, беа темите кои председателот Бислимовски ги дебатираше со студентите на Економскиот факултет на Универзитетот Кирил Методи. Председателе, какви коментари и препораки добивте од студентите? Од кога сум јас председател, се обидувам апсолутно да отворам нашава институција кон сите, вклучувајќи ги студентите, и повеќе пати во текот на годината јас им предавам на студенти и на економски факултет и на електрофакултет, и сега они го гледаат тоа од, особено овие електроинженери, го гледаат дека тоа не е проблем да се направи ветерни електрани, фотоволтаици, и во ред е тоа, јас поддржувам да се градат обновливи извори, и они велат тоа ќе поевтини цената на струјата. Се разбравме, се објаснивме дека ветерниве електрани чинат многу повеќе отколку термоелектраните што ги имаме, но драго ми е што се создава интерес кај студентите и ја разбираат како функционира пазарот на електрична енергија во нашата држава, и веќе се создава една критична маса на студенти кои што се сериозен потенцијал и во енергетските компании во државата, а јас верувам дека од кога ќе го решиме малку просторниот проблем во регулаторната комисија за енергетика, секоја година ќе им овозможуваме платена пракса на студенти од електротехнички факултет, од машински факултет, од економски факултет, од правен, од сите тие сфери кои што ни требаат, и верувам дека некои од нив ќе завршат во регулаторната комисија за енергетика, бидејќи човечкиот потенцијал е нешто највредно и најскапоцено, и ние еден кадар за да го формираме во регулаторната комисија за енергетика, кој што би работел на цени и би се носел со тие предизвици, ни треба време од 3 до 4 години, бидејќи ова што е тука не се учи се на факултет, но верувам дека како институција ќе продолжиме да го градиме кадарот како што треба, бидејќи една мала грешка може да ги чини многу граѓаните. И за крај, председателе, факт е дека водата за пиење се уште ја имаме во доволни количини и со ниска цена. Одржливи ли се цените за вода во иднина, иако цените се шарени, но некако граѓаните не протестираат? Факт е дека цените за вода се реално ниски, но на мене што ме загрижува сериозно, а и водата ја имаме како држава, тоа е факт, но она што ме загрижува сериозно е после извештајот кој што го достави Државниот завод за ревизија за работењето на јавните комунални предпријатија, некаде просекот на загуби на вода е 70%. Тоа знаете како е? Во една фабрика правите автомобили, од 100 автомобили 70 да не чинат. Значи, тука нема бизнес. Тоа води кон пропаст. И ние во делот на водата мора, и покрај тоа што ја имаме, 70% загуби е катастрофална бројка. И таа мора да се промени, и пред се тоа треба нашите комунални предпријатија имаат водоводни системи кои што се стари и во нив не се инвестира. И ако гледате во изминатиот период, многу често се случува и во Тетово, и во Скопје, и во други општини да има испади кои што трајат по неколку дена. Нема вода за пиење. И сега, и тоа ги чини граѓаните, пошто вода ќе купат од дуќанот и ќе платат 20-30 денари за една флаша. Во моментов, значи, регулаторната комисија за енергетика, кога ја определува цената за вода на комуналните предпријатија, дава минимална и максимална цена, и понатака таа минимална и максимална цена, во тој опсек помеѓу минималната и максималната, конечното одобрување го дава советот на општината, и во најголем дел на случаеви, овие советите на општината, водејќи се дека ги штитат од принцип дека ги штитат интересите на граѓаните, не дозволуваат поскапување, вообичаено станува иста цената на водата и се лепат на минималната цена.
Јас кога зборам да има можно поскапување, ја не зборам некое нормно, да има 15, 20, 30 денари на месечно ниво и тоа никој не може да му убеди дека едно домаќинство за 15 или 20 денари на месечно ниво е побогато и посиромашно. А како кажав пред малце, само со еден испад и да нема вода 2 дена, и тие 15 и 20 ќе се потрошат многу повеќе и на крај пак е на штета на граѓаните. Ама председател, да. Значи мора да определуваме цени кои што ќе им овозможат на јавните комунални предпријатија да инвестираат за да ги намалат загубите. И се разбира, јавните комунални предпријатија треба да разбера дека не се бироа за вработување. И регулаторната комисија за енергетика предлага ние да определуваме крајната цена, бидејќи ние со нашите методологии не секогаш го признаваме бројот на вработени како што сакаат предпријатијата. Конкретно сега во последнава одлука за МЕПСО, ние ситуацијата на бројот со вработени ја замрзнавме. И кажавме колку имало во 2018, толку ќе има и во наредниот период. Вие ако сакате да вработувате, тоа нека си биде на ваша штета. Нема потреба да го плаќаат граѓаните. Така ќе биде со јавните комунални предпријатија. Да, меѓутоа ова е алармантно што го кажувате за загубите на вода. Значи, регулаторната комисија би имала ли тука механизам да ги упори, нели, општините и односно јавните предпријатија? Вообичаено ние одобруваме план за намалување на загуби. И му кажуваме и во делот за електрична енергија и за природен газ и кажуваме на компаниите, и тоа можеме и за водата да го направиме, во оваа година процентот на загуби треба да ви е, што ја знам, 50%, наредната 48%, наредната 46%. И го притискаме да ги намалува. Тоа колку процентот на загуби ти е поголем, тој трошок не ти го признаваме. Значи го стимулираме предпријатието да се ги намалува загубите на вода. И поради тоа јасно бараме ние да ја определуваме цената на водата. И нема да дозволиме никакви енормни поскапувања, едноставно па дури може и да има намалување. Ние ако ги комуналниве предпријатија си ја зголемат ефикасноста на работа, ги намалат бројот на вработени, ги намалат загубите, тоа е заштеда која што ќе има влијание и на крајната цена понатака. Председателе, јас можам да ве прашам и за други работи што се од надлежност на регулаторната комисија за енергетика. Вие сте од време на време гости на брановите на Македонското радио и Радио Скопје. Ќе оставиме други прашања да ги претресеме во друга прилика. Уште еднаш да ви се заблагодарам за вниманието и за нашите слушатели кои подоцна се вклучија во програмата, да подсетам дека гостин во нашето студио е председателот на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги Марко Бислимовски. И благодарам за поканата и особено ми е задоволство да гостувам на Македонско радио.